Сдруженијето на приватни лекари на Република Македонија изрази поддршка за стратегијата за 2014 и 2015 година на Фондот за здравствено осигурување. Новите мерки како стимулација на нови матични лекари со помош од 40.000 денари месечно во првите 18 месеци од работа, како и останатите, се за поздравување, вели доктор Чолакова Дервишова. Фондот ќе креира поинаков начин на плаќање, кој што ќе се состои од три моменти. Тоа е фиксен или ладен погон, одредена сума, капитацијата ќе биде едната компонента и третото ќе бидат услуги кои што матичниот семејниот доктор, кој што во Македонија веќе заживува, во 2015 година да има посебен начин на плаќање, каде што дел од функциите и дел од услугите во здравството ќе се симнат на ниво на идните семејни доктори кои што се. Приватните лекари сметаат дека стимулациите во фондот ќе помогнат и во добивањето на нови специјалисти помеѓу младите доктори. Тие сметаат дека државата се соочува со сериозен проблем кога станува збор за специјалисти по одредена медицина, што е случај и со нашиот град. Во нашиот град знаете дека се решава проблемот со кожен доктор, имаме увезен од Скопје, значи кожното оделение постоеја неколку месеци кога воопшто немавме кожен доктор. Потоа на трансфузиологија имаме само еден доктор, на физикално или физијатрија, кое што оделението повторно имаме само еден доктор, така да тоа се моменти кои што навистина загрижуваат во нашето здравство и сметаме дека не дај Боже нешто да им се случи на тие специјалисти и на трансфузиологија, овие луѓе кога зема еве кои што се едни одмор, нормално им следува и нив, мораше да се увезат повторно специјалисти трансфузиолози идат известена сум од Неготино, од Прилеп. Во стратегијата на Фондот за здравствено осигурување за 2014-2015 година се офатени 6 области кои се однесуваат на матичните лекари, на лековите, на повеќе ортопедски помагала за пациентите, на унапредување на здравствените услуги, електронскиот фонд за здравство и промоција на здравје.